И по безмалку цела година од опожарувањето, по мостот Беласица се уште се вози само по 2 ленти. Сообраќаен хаос, гужва, нервозни возачи. Ваква е секојдневната слика по мостот за кој Арсовска уверуваше дека ќе биде вратен во функција. Опожарувањето на топловодната и електричната инсталација под мостот беше причина лани во мај тој да биде затворен за сообраќај и за пешаци. Беа потребни неколку месеци за првичните испитувања. Па во септември тој беше повторно отворен за сообраќај, но само за лесни возила во двете крајни коловозни ленти, состојба која се уште е непроменета. Како клучно поврзување помеѓу трите скопски општини Аеродром Газибаба и Центар, нецелосната функционалност на овој мост за скопјани секојдневно создава сообраќаен хаос. Граѓаните кои ги затекнавме на мостот велат дека не очекуваат да биде саниран во догледно време, бидејќи се целосно разочарани од градските власти и нивната работа. Дали очекувате мостот во скоро време да се направи како Беласица? Не. Разочарани ли сте што долго време се прави? Да. Да. Направен. Не е само таа работа, има многу други работи што не фрустрираат. Па многу гужви, нервози. Па треба повеќе да се ангажираат за народот, не е за свој интереси. Тоа е криминал само, перење на пари. Разочарува, ептен. Што очекувате од градските власти? Дали очекувате да го направат? Да се почнат работата, да се ја вршат, зашто на процента ако се не за солте нема. Сами на себе останете, текнеше моментот. Не као да нема власт. Па разочаран сум премногу што не се прави. Искрено да ви кажам, трчат за Данела, ама сега се каам. Од град Скопје за сега се правдаат со ЕСМ. Велат, остатокот од мостот ќе биде ставен во функција од како ЕСМ ќе заврши со санација на топловодните цевки и електричната инсталација под него. ТВ Алфа испрати прашања до ЕСМ до кога се очекува да се работи под мостот. Но одговори од таму не добивме. Тие започнаа со работа во октомври минатата година, но и по скоро половина година. Нема изгледи дека мостот ќе биде целосно функционален во догледно време.